Акцизите и увозните давачки потврлија во 2025 година. Зошто? Стартуваше јаглеродната такса. Дали е појасно за компаниите околу оваа давачка? Дали граничните премини се бедем за очверцот од секаков вид или таписерија преку која може да помине од игла до локомотива? Ќе се поедностави лицаринењето за да може побрзо да врви. Има ли фирми кои ниту царината не смее да ги чепне, така наречени недопирливи за сите власти? Одговорите на ова ги дава првиот човек на Царинската управа Бобан Николовски. Гледајте не. Да, како што најавив, денеска ќе зборуваме за царината, односно за резултатите во 2025, плановите за 2026, но и она што се случува околу актуелните работи, колку е порозна границата, колку не е порозна, што ловат, што не ловат, за царинското разузнавање, дали функционира се уште, бидејќи некаде околу 20 на години веќе постои такво нешто, значи имаат своја разузнавачка служба која што лови шверц низ државата, не само на границите, така што ќе зборуваме со првиот човек на царината, Бобан Николовски. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Да, она што прво ме интересира, што ја завршивме 2025, што остана онака што се вика да боде очи, а тоа е реализацијата на вашите приходи, што требаше да ги остварите во минатата година. Според она што може да се види во извршување на буџет за 2025, вие имате потврлање, на пример, еве во акцизите за околу 12%, процентни поени се извинувам, и имате за увозни давачки потврлање некаде околу 8-9% поени. Тоа е сериозно потврлање, или да биде појасно за сите што не следат, тоа станува збор за некаде вкупно некаде околу 93 милиони евра помалку собрани врз основа на овие две давачки. На што се должи ваквото потврлање, бидејќи сепак во проценти е сериозна? Ве разбирам и поентата, и добро што имам шанса ова да го пред еден добро гледан и пратен медиум како што е вашиот, да го образложиме. Во моментот можеме да го разгледуваме ова ваше прашање исто како моментот дали чашата е полупразна или полуполна, без разлика што зборуваме за точни бројки и процентни поени. Се слагам. Од страна на Министерството за финансии имавме план, годишен план, за кој што ние, како што вие сами рековте, за вкупните увозни давачки го исполнивме планот 91,3% поени, што мислам дека сите ќе се сложат во една година која што година на преземање на раководството, односно претходно малку, меѓутоа година на преземање на раководството, а наоѓање на институција во една девастирана состојба и економија онаква какво што беше, а сега оди во нагорна линија, е многу солиден резултат. Значи, и ова е препознаено и од бизнис заедницата, а и од реакциите на владата и од Министерството за финансии. Втора работа, рековте дека акцизите сме утнале за 11 процентни поени, 89%. Добро, ја имам 87-89, ја ги гледам извршување на буџета од Министерството за финансија. Добро, без разлика, тука сме истото. Го кажувам, дали чашата ја гледате полна или празна, зошто? Затоа што планот на Министерството за финансии, кога го правеја и кога морам да кажам дека и имаше консултации со нас, беше доста мотивирачки направен. Ние во Царинската управа го сметаме за еден мотивирачки. Сакавме да се мотивираме да направиме што подобри услови во економијата, за да ги наполниме буџетот на Република Македонија. А со тоа знаете што следува. Подобри услови за економија и за живење на стандардот го креаме на нашите сограѓани. Меѓутоа, ова е планот на Министерството за финансии. Исто така, морам да потенцирам дека ние во Царинската управа направивме свој план, кој план го
за вкупни приходи го изреализиравме 99,5%. Добро, сега доаѓаме до 99,5%. Само ве молам. Ајде, повелете. Акцизата ги надминавме за 2,4% по нашиот план, значи 102,4%. ДДВ-то за увоз имаме негатива од 3,5%, меѓутоа тоа не е суштината на нашата работа, а царината зголемена за близу 13% по нашиот план. Сега доаѓаме до клучното прашање. Вие си имате внатрешен план кој што вие викате го натврлате, но Министерството за финансии има свој план кој што ви го наметнува, она е орган кој што ве раководи. Не би рекол дека го наметнуваат. Да, ма зошто не ви послушале со и вашиот план да биде во овие бројки, бидејќи економијата треба да се базира на реални бројки. Јас искористив еден израз, еден поим мотивирачки и мислам дека така треба да се стави цел која што е мотивирачка и кон која што треба да се стремиме, а потоа на крајот на годината, како што сега јас и вие разговараме, да ги образложиме работите, дали сме стигнале до целта, во кој процент сме стигнале, дали сме го надминали, сме само блиску до него. Меѓутоа морам да потенцирам дека се согласувам со планот на Министерството, затоа што навистина не мотивираше нас како царинска управа, знаејќи дека имаме пред нас еден тежок период, кој што ќе биде исполнет со напорна работа, за да ги достигнеме овие бројки. И еве, ви кажувам, бројките кажуваат, меѓутоа па морам да кажам и една друга работа, ако ми дозволите. се разбира. Ова е подкаст, зборуваме сега, мене ми милиарда прашања во глава сега. За вашите гледачи, а нашите граѓани да ги кажам и резултатите во однос на вкупно во 2025 година наплативме приходи пак од 131,6 милиарди денари, или 2,14 милиарди евра, што представува раст од 5,2% или 105,1 милион евра повеќе соберени вкупни приходи од 2024 Да, тоа е добра споредба и јас поради тоа убаво е за маркетинг, морам да ви кажам. Не е само за маркетинг. Ова се реални пари и бројки. Така е. Парите се во буџетот. Мене секогаш ме буни затоа што многу е битно. Ако зборуваме за маркетинг, маркетинг е можеби е маркетинг и ова што велите изразот во прашањето, потврдување. Да. Еве, со чисти бројки потврдувам дека имаме покачена основна царина 15,5 споредбено проценти. Со 24. Така, по основ на ДМВ 12,5, по основ на ДДВ 3,2%, а по основ на акциза близу 6, 5,9%. Но и мора да признаеме дека и тоа е некој резултат, имајќи во предвид што наследивме. Така, но и на каква даска 25-та, на 25-та е фул ваша, додека 24-та е пола-пола и јас во анализите кога ги правам во подкастов, многу ги избегнувам тие гранични години за економски раст и за други податоци при анализите, но повторно се извинувам што ќе прекинам, меѓутоа анализирајте и 24-та. Ве молам. Ве молам да видите што е втора половина од 1.7 до нова година или првите 6 месеци. Анализирајте и ќе видите дека зошто толку драстична разлика. Мене ми е спорно зошто толку високи таргетиви стави Министерството за финансии, бидејќи мораме малце да го гледаме и целиот буџет. Ја го гледам целиот буџет. Затоа што врз основа на приходите се генерално се проектираат и расходите, а со тоа и буџетскиот дефицит. Секое нереално прикажување на бројките у суштина е онаа како снежна топка. Една бројка ќе биде нереална, втора нереална и таа се тркала и доаѓаме до нереална представа во буџетот на сите нивоа. Значи на расходи, на буџетски дефицит, на очекувања. Значи мора економијата да се базира на точни очекувања, на точни предвидувања, но овде гледаме дека сериозни се број, 10%. Видете, и тука очекувањата. Зошто не им кажавте не можеме да го постигнеме тоа? Нашите проекции се овие. Затоа што ни Министерството за финансии не можевме да предвидиме каква ќе биде берзанската цена на нафтата и какви ќе бидат бизнис одлуките на нафтените компании кои што увезуваат нафта во Република Македонија, затоа што морам да потенцирам дека согласно планот
на Министерството, кој пред малку го елабориравме, доста во детали, се забележува зголемување на количините пуштени во слободен промет од акцизен склад во внатрешност. Меѓутоа, многу е помала количината на увезени нафта и нафтени деривати и тоа ја прави разликата. А тука нити Министерството за финансии ни ние како Царинска управа не сме можеле да ги предвидиме овие движења на берзатските цени и нити пак бизнис одлуките на нафтените компании кои што работат со увоз на нафтена и нафтени деривати. Кога ви која се правеше за 2025 планот, значи кога дојда она оптимистички, односно вие што би рекле мотивирачка одлука, Така. не им рековте сепак не премногу ќе не мотивирате, не е реална таа бројка. Дали ве послуша, дали разговаравте или да. бевте вие во на крајот од 24-та свесни дека тоа е нереално, но оставивте да биде тоа да функционира во сите табели за буџетот за приходите на буџетските приходи. Разговаравме, меѓутоа пак ќе повторам, сакавме да одиме и да си поставиме цел која што ќе не мотивира да сме 24/7, 365 дена во годината мотивирани да ја достигнеме целта. Како што тргнавме претходната половина година и направивме резултати кои што од првата половина 24-та беа чудоневидувачки, ако ги компарирате, ви рековте дека ги избегавате овие полугодини на преземање. Така припаѓаат на и една имате влада, делумно право, се слагам делумно. Значи малце ми е тоа, инаку да, Меѓутоа може да се компарира и многу лесно ќе се види. 6 месеци со 6 месеци најчесто знаете компарирам во такви работи. Теменугов, знаете ли што ќе се види? Ќе се види огромната разлика на тоа што наследивме и што се случуваше во првите 6 месеци. Но И добро, тоа е дел од она што се случуваше и во 2005-та, така. 2025 Но година. еве го сега. Доаѓаме до уште еден елемент што ептен мотивирачки ќе биде за вас, бидејќи иако на проценти излегува дека оваа година, односно 2026 растот на царините и акцизите е предвидено на пример на акцизите за 1,3%, а додека на другите на царината за 2,1%. И ова ќе изгледа некако поумерен раст во однос на тоа што беше претходно, односно не е многу оптимистички, но бидејќи ова е специјализиран економски подкаст, кој ќе се претворат овој раст со потврлањето, односно нереализирањето во 25-та, вистинското очекување... А повеќе од 24-та многу. Но многу мотивирачки ќе биде дека у суштина очекува Министерството за финансии од вас, например, акцизите да пораснат оваа 26-та година за 15,2% и царините да се зголемат скоро за 12%. Тоа е огромно зголемување, реално зголемување на прибирањето на давачките. Мене малце убаво е да се биде мотивирани, да се мотивираат вака, но ова е повторно влегуваме во преголеми очекувања, па ќе ги гледаме повторно бројките потврлања. Дали ќе успеете вакви големи скокови да направите? Ќе даде Бог, ќе ги гледаме бројките на квартали, на годишно ниво. Здрави од Бога, ние како што го употребивме на почетокот, навистина сме мотивирани како раководство и како Царинска управа. Да, бројките се такви, какви што кажувате, навистина одиме повисока цел имаме, но мислам дека Царинската управа има сили, а убеден сум дека ќе даде се од себе да даде максимум. Кој ќе биде максимумот? Ќе видиме, здравје Боже, на наредните квартали, или пак на крајот на годината, ќе седеме тука пак со вас, пошто гледам дека одлично ги следите збиднувањата и не само во Царинската управа, економијата генерално ја следите и пак ќе седеме, ќе разговараме. Сметам дека имаме добри шанси да бидеме многу блиску до реализацијата. Ќе дадеме се од себе, убеден сум како Царинска управа, но нема да можеме да влијаеме Теменугов само на аспектите кои што претходно ги потенцирав. Нема да можеме да влијаеме на глобалните берзански промени кои што ќе се случуваат во текот на годината. Така, но доаѓаме повторно... А тие сигурно влијаат, вие сигурно ќе се согласите. Да, можеби ќе имаме повторно инфлаторен бран или ќе имаме поскапување на нафтените деривати, тоа ќе ви оди вас во прилог, но можеби и да се стабилизира инфлацијата
па да биде во рамките на предвидувањето, но сепак ова се големи проценти. Очекувате дека ќе бидете некаде, ајде сега 100% на почетокот на февруари сме, така што измина само еден месец од годинава, очекувате да бидеме некаде блиску, ајде да речеме 98, 99 или ајде некоја 97 до 100% во реализацијата на планираното за 2026. Ќе биде пеколно тешко, зашто сметам дека оваа година ќе биде генерално така тешка. Еве како тргна, значи овој месец ни тргна со два дена помалку, ако компарираме јануари со јануари, минатата година, имаме 2 дена работни помалку оваа година и 5 дена протест. Так. Значи со блокирани граници и ние сме минус 3,2% помалку со вкупни приходи. Само минус 3,2%, тоа се 7 дена. 7 дена пауза, како да не работи увозот во Република Македонија. Имаше делумен увоз, не велам дека скроз застана, меѓутоа, значи 5 дена за затворени граници протест и 2 дена помалку од сега, работни. Ова е многу важна бројка. Меѓутоа, ако ги скомпарираме работните денови, ги скомпариравме и тие работните денови во јануари со истиот број на работни денови во минатиот јануари, ние сме некаде на близу 4,5% повеќе. Наплата дневно гледам. Така. Сега доаѓаме до моментот, велите 3,2% сте помалце од минатиот јануари. Вака не ми звучи. Не е наарно некако. Значи јануари го стартувате. Кој можеше да предвиди дека 5 дена ќе се затворат границите? Сега овие 3,2% од вашиот план или на Министерството за финансии? Ова е од Министерството за финансии. Она што има некоја дистрибуција месечна би требало да има некоја вие. Така, вие имате. А нашиот сектор за финансии, сакавме да ја завршиме процедурата со завршната сметка и седнуваме и ќе го направиме планот, па се надевам заедно во некоја прилика ќе го... Значи вие сте 3,2 во овој момент од планот што би требало според Министерството за финансии. На месечно ниво. Добро, окей. Јануари, добро, па стартот е 1/12, значи од годината помина. Сега се надеваме треба некаде да се надополнат овие 3,2 во некои наредните месеци. Се надеваме дека во овој ќе надокнадиме, затоа што видите, економијата не трпи. Бизнисите не трпат. Сето она што стоеше надвор од нашите гранични линии сега треба да влезе, нели? Так. Сите трпеа поради ова. Овие минус 3,2% не се само загуба или лош резултат на царинската управа на месечно ниво гледано во аспект на наплата, па тука трпеа и самите транспортери. И тие сакаат да направат повеќе тури во месецот. Меѓутоа стоеа и блокираа. И бизнисмените, и увозниците сакаа обртот да им оди. Одредени бизниси го намалија своето производство затоа што немаат доволно репроматеријали да увезат. Сега прашањето е, верувате ли дека ќе се среди ова со транспортериве на долг рок? Да, убеден сум. Бидејќи сепак е ова меѓугранична соработка со Европска Унија, дали има шанса да се реализира нешто, бидејќи се најавува решение, сето тоа може ли да очекуваме решение? Убеден сум дека ќе се најде решение и најавено е решение, посебно ми е драго што нашата влада се вклучи во овој процес, затоа што сметам дека гласот на транспортерите се слушаше и претходно, и минатата година. Да, ова се зборува, проблемот. Не само кон крајот на декември, ова се збореше летото. Значи, представничката, секретарот на Макам Транс, Муратовска, на телото кое што ние го возобновивме откако ја презедовме раководството во царината, значи советодавното тело, и таа е дел од советодавното тело како член, ова го кажа уште во јули-август, мислам. И меѓутоа ретко кој свати, а таму беа многу бизнис структури во советодавното тело. И требаше да се даде посилен пуш некако Европската комисија и Унија да го разберат проблемот. Но зашто Еве сега владата даде
тој пуш мислам го даде, Да, затоа ма што сега, гласот пазете, во јануари тоа се случи. Зошто уште тогаш не алармира транспортерите, но и вие како царина, како советодавно тело, но и сите бизнис зеница, уште тогаш да преземеше Министерството за надворешни работи и за транспорт, но МНР сега ја има надворешната трговија и меѓуграничната соработка и сето тоа. Зошто не беше артикулиран проблемот и да се бутка уште тогаш, па моравме да чекаме, ајде 12 и 5. немаме ние како царини ингеренции ова да го правиме. Немаме ингеренции, ние бевме само поддршка на некој начин. На вистина бевме поддршка и дадовме и јавна и интерна поддршка. Значи, Но не, организација... зборуваме, вие комуницирате и со владата и со Министерството за финанси, да кажете луѓе не чека нешто што нема да биде добро за бизнисот, и да преземе бизнисот. Дали некако повторно не фатија неспремно не фати се во ова, односно кога се регионализираше проблемот, ние се вклучивме, место да се вклучиме на пример нашето министерство. Искрено да ви кажам, година. мислам дека погрешен термин сега користиме, се регионализираше проблемот. Мислам дека нашиве транспортери беа иницијатори. Значи не ние како царина, туку Макам Транс како представници на транспортерите во Република Македонија, моите информации се дека тие се иницијатори и го регионализира проблемот заедно со транспортерите и нивните представници од Босна, Црна Гора, Србија, Албанија мислам дека не учествуваше. Не се учествува од Албанија. Сакав оваа прва третина да ја завршам со уште едно прашање што стартуваше од 1 јануари, кое што е тотално матно во јавноста. Мислам дека пред нова година го обработувавме ние како медиуми, но некако како да го заборавивме во овој момент, а тоа е еглеродната такса за македонските компании, но бидејќи истекоа 20 на минути, време е за првата пауза каде што ќе ги видиме поддржувачите на овој подкаст, односно оние што соработуваат со нас и овозможуваат да го реализираме подкастот и тој да биде бесплатен за сите што не следите. Така што останете да ги видите поддржувачите, па се враќаме со разговорот за исто така многу интересни и актуелни теми. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа неискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Продолжуваме со подкастот во студио. Во првиот човек на македонската царина Бобан Николовски разговаравме за резултатите во 2025 и очекувањата во 26. Еве јануари го почна со помалце средства собрани од 3,2%, но тоа е заради блокадите на границите и заради неработни дена повеќе од минатиот јануари. И ветувањето, односно очекувањата, не е ветувањето, очекувањето дека оваа година ќе се реализираат предвидувањата на Министерството за финансии и ќе се собере
приближно 100% од оноа што Ќе дадеме планирано, максимум, да. ќе дадете максимум, иако како што рековме да не забораваме една многу важна податок, очекувањето оваа година се околу 15 од 12 до 15% за поголеми давачки на царината што треба да ги Но не беше собере. тешко, немаше да сме ние. Да, Ајде. добро, окей. Ајде одиме со она што остана во првиот дел непрашано, а што требаше го планирав за првиот дел, тоа е јаглеродната такса и извозот. Значи стартуваше од 1 јануари, ниво ВДО што плаќаме некаде 80 на евра за тона CO2 вграден во производите што во 6 индустрии колку што знам од Македонија, тоа се цементната, енергетиката, металната и уште неколку индустрии што влегуваат во овој сет на царинење. Стартуваше кој каде плаќа, што се случува, може ли да ни кажете бидејќи долго време царината беше инволвирана во целиот процес, иако би требало веројатно Министерство за енергетика и И уште животна сме. средина. И уште Ајде да кажеме што кај се плаќа, им се помагачи на признава, процес. што се случува во овој момент, компаниите, дали им се признава, например, енергијата или оноа, ако имаат бленд или микс од енергија еколошка, односно зелена и незелена, дали им се признава или плаќаат фул цена како Не, загадувачи? не плаќаат фул цена, Добро. не плаќаат фул цена, како што самите најавите Така. точно е, рековте од 1.1. оваа година Европската унија полека, но континуирано воведува облигаторни давачки. Меѓутоа овие давачки се за стоките кои што влегуваат во Европска унија, не се во двонасочна Така. насока, за стоките што влегуваат во Европска, односно се увезуваат во Европска унија, односно важат за нашите извозници. Така. За нашите извозници. Во спротивен правец тоа уште не функционира, меѓутоа ќе се стремиме и тоа да го решиме, затоа што сакаме, нели, equal однос да биде Европска унија, односно ќе треба да се прилагодиме како држава целосно кон правилата, законите и подзаконските акти на Европската унија кои што се однесуваат на оваа тематика. И ние тоа како држава веќе го правиме. Владата го усвои текстот на предлог законот за климатска акција, кој што е поднесен од Министерството за животна средина и пред да оди на собрание да се гласа, нели, истиот ќе мора да се достави во Брисел, значи во Европската унија за целосна усогласеност и за целосно одобрување. А Царинската управа активно учествува, како што вие рековте, дали сте или не сте вклучени цело време, активно, баш онака активно сме вклучени како Царинска управа во меѓусекторската работна група, се со цел подобар институционален одговор да дадеме кога ќе дојде време во однос на ваквиот механизам. Така, и сега дојдеме до клучното прашање. Например, еве ова кој е метален производ, еве челичен производ, например, ние имаме извозник во челичната индустрија и голем дел од има и енергија, значи електрична енергија во производството. Сега ние според нашите податоци, нашите зборам за Македонија, нашата енергија е 57%, ајде да кажеме загадувачка, односно користи извори, се добива од термоцентрали, односно загадувачки извори, а 43 од обновливи, односно зелена енергија. Што е? И би требало наместо 80 евра по тон CO2, колку што би било, например, за електричната енергија, да платиме само 57, а не 43, а не 100% загадување. Дали тоа се случува, односно им се признава на нашите компании оние зелени елементи што ги вметнуваат во своите производи или не им се признава, односно си плаќаат фул таа јаглеродна такса што во моментов Напоменавте и предходно во вашиот увод во првото прашање, каде што реков и ве прекинав тогаш дека не се фул. Не се фул давачките, туку обврската се утврдува врз основ на јаглеродниот отпечаток. Што значи на конкретниот производ, на вашиот телефон, јаглеродниот отпечаток, односно според реално вградените емисии на CO2 во производот кој што се увезува во Европската унија. И ова во овој момент СИБАМот се однесува на 6 главни групи, така се во моментот, нели, подредени. Тука е цементот,
тука се челикот и железото, тука е алуминиумот, тука е електричната енергија, тука е водородот и тука беше уште и вештачките ѓубрива. Тука се и вештачките ѓубрива. И статистиката за извоз што е на железо, челик и алуминиум покажува дека тука се вклучени единствено тарифните ознаки кои се вклучени за нивните јаглеродни давачи, за јаглеродната нивна давачка, станува збор само за тие тарифни ознаки, а не за целокупниот. Така, добро. За целокупниот извоз. Има благ пад, во јануари на железо и челик, компарирано до 31.2025. Само јануари, ако го гледаме. Само јануари со јануари 2026 и има благ пад, постои забележане, меѓутоа ова е само прв месец и ќе видиме дали е тоа причината, бидејќи не можеме од еден месец да влечеме заклучоци како аналитички податок и да кажеме да, тоа е, да го чекираме и готово завршуваме. Ке мора да следиме, да анализираме и да видиме дали причината за ова е воведената давачка од 1.1. во Европската Унија или е нешто сосема друго, пример берзански цени или бизнис логиката на нашите увозници или извозници. Добар дел од компаниите се обидува да се прилагодат, односно да го намалат својот јаглероден отпечаток што ќе влегува што во нивните производи. Дали им се прифаќа тој јаглеродено намалувањето на јаглеродниот отпечаток или се уште не се, бидејќи треба да се воведат агенција за верификација на податоци, дали едноставно тоа што инвестирале до сега им се прифаќа дека им се е намалено јаглеродниот отпечаток или не им се прифаќа се уште? Не би уште? сакал да карикирам, можам да дадам податок накнадно ван ова емисија и ќе го добиете. Меѓутоа не би сакал да карикирам, но едно можам да кажам дека ние како цариска управа и како некој кој што е цело време инволвиран и која помага ова меѓуресорска соработка за да дадеме подобар одговор на ова прашање како механизам кој што допрва ќе се уведува во Република Македонија, ќе се трудиме да дадеме таков одговор и таков пуш за македонските бизниси да имаат поволни услови, а тоа е она што вие пред малку го рековте. Да им се смета поволноста. Сега дојдеме до како до македонските бизниси подобро да функционираат. Царината е клучен елемент. Значи за извозот, ние сме извозно ориентирана економија, отворена економија, значи но многу често слушаме на граница се чека редови, тоа транспортерите сакаат побрзо да поминуваат, царинењето да биде побрзо да поминува. Како да се постигне побрзо преминување на границата за македонските стоки? Да, ние, например, кога влегуваме во Европска Унија, например во Унгарија на границата или во Хрватска, има процедури, но еве како на нашите граници, например, стојат на Табановце многу често и се жалат и сето тоа. Како да не стојат на Табановце? Ова ми е една од омилените теми на која што сакам да дискутирам, затоа што лично повеќе сум оперативец отколку административец. Ова што седам на ова столче и сум прв меѓу еднаквите во царината е моментална состојба. И ова ваше прашање би сакал да го диференцирам на два дела, ако ми дозволите. Да, повелете, од подкаст си разговараме. Од два аспекта би сакал да го разгледуваме. Кога вие патувате како патник во патничко возило и ако сте возач, транспортер на товарно моторно возило. Има периоди во годината кога патувате со товарно моторно возило и на патарина во Република Македонија и во Србија исто и во сите други држави стоите по 35-45 минути на патарина. Така. Немате друга обврска, односно само да ја платите патарината и да заминете. Замислете што би било ако се стои помалку време од патарина, а во Република Македонија на патнички, сега го анализираме патничкиот промет, значи апсолутно народот
генерално во Македонија погрешно ги перцепира работите и царинската управа кога доаѓа на граничен премин ја смета како граничниот премин да е царина и дека тука не постои ништо друго. Нема полиција, нема други институции, нема инспекции, нема агенции, нема ништо. Се е царина. Меѓутоа, логиката и реалноста е сосема друга. Доаѓате и кога доаѓате вие како патник на моторно возило, кој прв доаѓа? Кој прв ве пречекува? Полицаец. Полицаец. За да колоната, кој ја пропушта колоната? Полицаецот или цариникот? Значи, вие треба да ги дадете документите на господинот на полициски службеник, тој да ве заврши и потоа да дојдете до цариникот. Тука почнува царинска постапка за вас како патник во патничко моторно возило. Добар ден, господине, дали имате нешто да пријавите? Доколку има лична перцепција дека треба да ве задржи, вас ќе ве задржи. Нема да ги задржи сите во колоната. Така. Вас ве селектира, ве контролира. Може да ве контролира 3 часа. Може да ве внесе во гаража, може да ве контролира 5 часа. Така. Но, сето тоа, додека да дојдете, за патнички уште збориме, до царинскиот службеник, нема врска со чекање на граници, а царината секогаш инволвирана на царина се чека толку и толку. Значи, има и други институции. Секоја почит на сите, меѓутоа да си ги споделиме и одговорностите треба. Меѓутоа, народот е таков каков што е и нервозата е таква, и вие да чекате, и јас да чекам. Дека велат дека се чекат за царине. Сега за камионџите. Меѓутоа, сакав патничкиот да го расчистиме и мислам дека не разбра. Си чекаме од гужва и сето тоа и така да. Но еве го но не чека, најмалку на патнички чекате на царина. Вие ќе чекате. Меѓутоа снимателов и овој другиот позади него, не може сите да ве контролираме. Так. Значи селективно е. Така да расчистивме, мислам, и кој разбра. Так. Кој не сака да разбере, мислам дека нема колку и да објаснувам нема да сака да ме разбере. Но доаѓаме до моментот за ова е друго. компаниите, Ова за е камионите. И тоа ни е посебно битно на нас, како царинска управа. Даваме све од себе да ги убрзаме царинските постапки. Меѓутоа, пак морам нешто да кажам онака пластично, за да разберат граѓаните на Република Македонија. Транспортерите тоа многу добро го знаат. Меѓутоа, нервозата си го прави своето. Но јас секогаш велам дека и во многу изјави сум кажал, и за љубов и за кавга треба двајца. Треба двајца. Добро. А во царинската постапка минимум двајца се инволвирани. Царинскиот службеник и транспортерите. А потоа царинските застапници, инспекторатите. Значи, има многу луѓе во царинската постапка што се инволвирани. На влез, кога доаѓа товарно моторно возило, на влез во Република Македонија, а сега сакаме да го убрзаме и овој процес, ќе ви кажам подоцна како. Со дигитализација, Добро. значи веќе сме у процес со грант од 2 милиони евра, мислам дека беше, да не барам сега по податоциве, за паметни ваги и паметни рампи. Така. Значи, Тоа е што значи тоа? еден дел. Тоа ќе значи, па како еден дел? Па еден, ама многу битен дел. Добро. Ако на еден граничен премин од А категорија, ние ги имаме 4 или 5, на дневна основа имаме околу 500 влеза во царински терминал. 500 камиони влегуваат, значи 500 камиони, и еден од нив се задржува по наши анализи од прилика 5 минути до 6 минути. На влез, значи додека рачно царинскиот службеник да му внесе документи и да му даде терминална белешка дека тој влегол само на 5 до 6 минути. Сега, 27 година ќе биде рокот за имплементација на овој процес, паметни граници, наречен, планираме на 1 минута да падне овој момент. Значи, 5 минути по 500 камиони, значи, протокот ќе го зголемиме. Тоа ќе овозможи многу побрз проток, побрз влез, помалку простор за корупција, затоа што човечки фактор се анулира и брзината на самата процедура на влез во царинскиот терминал ќе биде многу добар сигнал за сите транспортери, меѓутоа и за сите бизниси кои што ги користат транспортните услуги да можат Но повторно на дојде месечно хартија. ниво да прават повеќе
обрт. Кога ќе ослободите од хартијата и кога буквално сега паметни ваги зборувате и паметни рампи, 1 минута, но повторно денеска треба да имаш хартија, треба да отидеш шпедитерот ја брка работата, па има документ, па нема документ, па бркаш ова, бркаш она. Кога ќе дојдеме во моментот систем каде што може и внатрешно царинење да имаме, голем дел од фирмите да бидат внатрешно царинети, да бидат и поголеми оддели на зелен канал. Так. Постои ли уште зелен канал, жолти, Постои, црвен? како не. Колку фирми се на зелен, колку на жолт, колку на црвен канал? Имам точно податок за тој, не би сакал да карикирам и точен податок ќе ви дадам. Да. Значи за 2025 имам извадено добро, само окей, податок. Да, добро. Немам компарации, меѓутоа за 2002, па и за 2024 еве сме извадиле, што вели. Вика увоз 2025 на зелен канал 66,11% од декларациите. Така. На жолт канал 25,37 и 8,52% се на црвен канал. Ова е во 2025-та. Приближно исто и во 24-та година. Ова е за увоз збориме. Така. За извоз 98,42 се на зелен канал. 1,41 на жолт и 0,2 се на црвен канал. Вкупно земено, генерално гледано, 76,26 се на зелен канал, извоз и увоз заедно земено, на жолт канал се 17,84 и 6% се на црвен канал. Колку поминува време од кога камион ќе дојде на граница и излезе од граница, односно царинење? Колку е временскиот рок? Временски рок. Така. Значи од кога ќе влезе камионот во терминалот, во царински терминал, она што пред малку го зборевме. Ќе ја помине полицијата и доаѓа на Ама таа царинската постапка не започнала. Добро. Царинската постапка не започнала. Затоа што транспортерот, односно стоката, е само под царински надзор на царински терминал. Се ги зема документите транспортерот и оди кај царинскиот негов застапник. Му ги дава документите, овој му ги подготвува и од кога ќе ги подготви сите, целиот сет на царински документи, сега не работиме со хартија веќе, Добро. значи се работи со 90% е електронска работа на поднесување на документи, да не речам 100%, затоа што имаме наши системи, а подоцна ќе ви кажам колку сме понапред од сите наши соседи и оние што сега се толку жестоко се туркаат да влезат во Европска Унија, а ние споредбено со нив сме 15 години напред. И од кога царинскиот застапник ќе ги донесе, ќе ги пријави документите електронски, царинскиот службеник ги прима на компјутер и од тогаш почнува да тече времето за царинската постапка. Од тогаш сте вие во царинска постапка. Добро, колку трае времето? Од влегување на терминал сега зборуваме со вклучувајќи го шпедитерот што би рекле, што ги подготвува, ги достава до цариникот до излегување кога ќе речете ајде. Во два обработени декларации имаме направено во увозна и извозна постапка, имаме бројка на декларации и за таа бројка на декларации во 2024 и 2025 имаме направено компарација. Во 2024 година увозна постапка траела 180 минути, да ги заокружиме. 3 часа. 3 часа. 180 минути. За овие 3 часа ниту царинскиот терминал не се плаќа. Така. Значи, тоа сме го возможиле, царински терминал не се плаќа. Добро. А за извоз? За увозна постапка така, зборим. за За извозна постапка близу 43 минути. 42,83 минути. Значи, многу е побрза извозната постапка. Во 25-та година за некои 5 и нешто повеќе минути е скратена увозот за така? нешто 5 и повеќе минути, а извозот е качен за едно 2,5 минути. 45,31. И зошто има? Зошто почнавме да обрнуваме малку внимание и на излезот, затоа што нашите анализи кажуваат дека и излезот може да биде симптоматичен и
може да се случуваат некои работи, затоа почнавме да обрнуваме внимание и на излезот. Без разлика, тоа е гранична линија. Така. И треба да обрнуваме внимание што излегува и што влегува во Треба да државата. сега. Многу побитно ни е што влегува, Така. значи многу побитно ни е што влегува. Она е туѓа мака што се вели што излегува, меѓутоа сепак ние сме на гранична линија и сакаме да имаме контрола што се движи во што влегува и што излегува од државата. Сега е актуелно деновиве, не стигнавме да го обработиме тоа со 5 тона марихуана излезено. Да. Што се случува? Имате ли информации дали дело царината е, влегуваме и сега делот и порозноста на границите и функционирањето на царината? Дали царината е инволвирана во тие 5 тона? Има ли луѓе, имате сознание што се случило? Кога е направено се во овие 5 тона? Па ова веќе втори или трет ден. Да, втори и трет ден така е. И ако следите добро, а убеден сум дека добро следите, немате тотално никаква информација за ова. Мислам дека се слагате. Генерално се шпекулации. Знаеме, така е. 5 тона дека излегле од Македонија, се гони во Србија И целата приказна. видео имате Така во е. Република Но Србија. Што е фирма, како излезена, Така. со дозвола, не дозвола, дали е Така. тоа цвет, дали е масло, дали е со... Генерално, знаеме Така. дека се 5 тона марихуана прошверцувани. Од видеото сето што тоа. видовме таму. Така и тоа е веста сето тоа. Така. Ајде да разјасниме сега или само да видам. Кога сакате, значи транспарентни сме и немам сега проблем. ќе разјасниме, али први Немам да ја направиме проблем. втората пауза, па ќе се вратиме ова. Немам Останете со нас, не бегајте, ова ќе биде интересно, бидејќи сега се наметна прашањето, не беше првично предвидено, бидејќи неколку дена договорот за Затоа подкастов гледате е дека сме повеќе тотално 5-6 дена. транспарентни и недоговорени. Време е за втората пауза за нашите пријатели и одиме после тоа со оваа одговор на оваа прашање. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа неискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Продолжуваме со подкастот во студио во првиот цареник Бобан Николовски. Запревме со едно прашање, го ставивме за после паузата да зборуваме, многу е актуелно, но и прилично нејасно. 5 тона марихуана што се излезени од Македонија, наводно се прошверцувани во Србија, таму е голем случај се разработува, но искрено да ви кажам, мене не ми е баш најасно што се случува, но сега тука првиот цареник ќе ни каже, бидејќи ова е свеж случај, така што можеме да заклучиме што се случува со овие 5 тона. Слушаме овие 2-3 дена. Ете тема и вие пак ќе повторам, гледам дека следите се, меѓутоа гледате дека нема уште нешто конкретно. Она што го имаме како податок е дека 5 тони полицијата на Република Србија има конфискувано и запленето во Република Србија и се отвара постапка да видиме од каде таа марихуана е стигната. Првичните шпекулации беа дека е или од Република Македонија или од Албанија. Сега уште сме во проверки, влегуваме, ние перманентно сме во комуникација. Јас и лично со директорот на Српската царина да видам што се случува, затоа што ние генерално немаме се уште конкретни информации, меѓутоа
ниту една институција уште, како што видите, не излегла да каже што се случувало. Зошто? Предпоставувам дека се прават анализи, како што и ние уште од првиот секунд кога слушнавме што се случило, правиме своји анализи и за ова ќе излеземе, не би сакал да шпекулирам, ќе излеземе кога ќе имаме информации. Така. Сега, значи, се уште е матно, но да води до многу круцијално прашање. Колку нашите граници се порозни во поглед на шверцот, бидејќи гледаме, сега марихуаната е актуелна, но гледаме дека храна ни влегува небезбедна, па се ахава, која што исто така е на границите покрај царината, задолжена за безбедноста на храната, па ни влегува небезбедна храна, па ни контрабанда ни влегува. Колку генерално е порозна границата? Не можам да се сложам со вас дека ни влегува храна. Добро, Ни влегува небезбедна храна. Ама видете, фатија, меѓутоа мора да правите дистинкција. Фатија храна со изминат рок. Така. А па рокот може да измине и во и многу едноставно се гледа дали е кога е увезена и кога е изминат рокот. Значи, фатија храна со изминат рок. Агенцијата фати доста количина која што е со изминат рок. Меѓутоа, тука ние како царинска управа немаме никаква инволвираност. Затоа сакам да правиме чисти дистинкции во што сме инволвирани сме, што е наша обврска и должност. Да, можам да зборам за тоа, меѓутоа да преземам туѓа одговорност не би сакал во име на царинската управа, затоа што едноставно многу лесно може да се види дали ова храна е со изминат рок и затоа е заплената или пак влегла таква како што е. Таа храна била со изминат рок внатре во Република Македонија, увозникот ја дистрибуирал, а не смел да ја дистрибуира. Тоа е основната поента. Две прашања ми се поставуваат овде. Кои шверцарски канали до сега ги имате за година и пол, 18 месеци колку што сте на власт како актуелна влада, ги имате сопрено шверцарски и колку имате преточено кривични пријави во поглед на шверцот и односно она што се случува околу царинењето, односно околу увозот? Па искрено да ви кажам, секторот за контрола и истраги работи многу темелно и сериозно. Тоа е онака најпластично кажано, од кога го преседовме раководството во царинската управа и со секторот си дадовме си направивме визија како ќе настапуваме, дали ќе одиме брзоплето, дали ќе се вртиме за тоа што било од зад нас, што се случувало, или ќе одиме напред да постигнеме резултати, да го полниме буџетот, меѓутоа, како што велите и вие, да сопреме канали за кои што имаме сознание или па во текот на работата ни се отворија нови видици, па затворивме и нови некои канали за кои што не ни предпоставувавме дека ќе стигнеме до нив, и тоа тие решивме дека ќе одиме по она, лавот не се врти зад себе кога лајат малите кученца, него оди напред и ја брка својата работа. Така и ние ја бркавме работата и например можам да се пофалам дека зошто гледате колкава е во споредба со 24 и 23 година наплатата во 25 за царина и за давачки за моторни возила. Не е случајно. Значи, откривме ланец кој што функционирал незаконски. Немам време да ви објаснам целата процедура, меѓутоа не ве не интересира, ќе ја обременувам само емисијата, да не губиме време на ова, меѓутоа ланец со моторни возила. Колку нив добија затвор? Затвор постапка, ова е уште во постапка. Така, уште. Ова е уште во постапка и ќе биде во постапка затоа што предметот е даден во јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. И ваши вработени? Така, има наши вработени, во еден има, мислам, и еден полицаец, има царински застапници, има увозници, имаше и собственици на автоплацови. Да. Сега доаѓаме тоа... Една работа, телефоните се завршена приказна. Од наша страна гледано. Секогаш има некои кои што размислуваат два чекори пред нас, еден чекор пред нас, како да криумчарат,
Така. како да протнат нешто. освен Меѓутоа онаа- наше е да даваме максимум и да не сме во игра со нив. Така. А тоа е многу битно. Онаа голема запленивте марихуана, високо квалитетна, колку што се Да, сеќам, неколку бев на заплени настанот јас, да, но некако се сведува на марихуана, некако нема ги кокаинота, се зборува дека тоа е добар спорт низ Скопје, например, дека го има прилично. 10,5 килограми сега нашето куче откри нели во соработка со МВР, морам да признам, нивен случај беше, меѓутоа во возило не исконтактира да дојдеме со наше куче кој тренирано за откривање на дрога, оружје, пари, и нашето куче откри каде се наоѓа кокаинот 10,5 килограми. Значи има борбата ќе трае и ќе е вечна, затоа што пак ќе повторам, секогаш ќе има некој кој што сака е од спротивната страна но на имате ли законот. капацитет за голема борба? Бидејќи ние сме на рута преку која што се шверцуваат наркотици. Тешко е прашањево. Имате ли капацитет? Се воспостави нели она Имаме многу волја. разузнавањето? Теменугов, имаме многу волја, имаме многу желба. Располагаме со тие капацитети со кои што располагаме, се бориме, нешто делумно кажав, нешто да дигитализираме, нешто да вработиме нови, млади, честни луѓе, кои што мајндсетот ќе им работи од почеток. А како да останат честни? Како ќе останат честни кога царина е добра, паричка, како се викаше, што да му купиме, да му купиме на цариник, мислеа BMW, Мерцедес, куќа, ова, она, не бе, дајте му една смена плюс да поработи, доволно ќе биде, значи, тоа беше оној вицот за цариниците. Прашањето мене ми е... Ама рековте, добро рековте, вицот. Така. Вистината е нешто сосема друга. Ќе ве пуштам вас, одете една смена. Ако мислите дека е толку лесно. Сакате дневна или ноќна. Добро. Да видите колку е. Добро. Има ли недофирливи фирми кои што не сака ни вие да ги чекате? Апсолутно не. Тврдам, во очи ве гледам и стојам тука пред вас. Значи сите ќе ги контролират. Сите и немаме. Значи за сите што имаме сознание. Не дека не доаѓале. Да молат, да пустат, да прават. Ставена е граница. Ставена е граница. И веќе немаме. Веќе не ни доаѓаат ни да ургират, не научија какви сме. Да, ама на пониско ниво како ги контролирате? Например, кај вас нема да се јават, нема да се јават. Оди потешко, меѓутоа, видете, не како можеме ќе ме сите... спречите ја на пријател цариник, што си има муабет, ало, направи ми услуга, бе, видим, 3, 4, 5, 6, 10 штеки да поминам, поевтино сум купил ова, она. Значи, па тој на својот колега е мој човек. Па како ќе ве спречи некој вас? Значи, како ние ова ќе го спречиме, исто на тој начин како што ќе ве спречи некој ваш пријател да ви каже дај бе напишете за овој царина нешто таму и кога ќе му отидете, кога ќе дава изјава, поставете му прашање. Нашето се гледа, ама на цариникот не, тоа ќе го помине, никој не го гледа. Моето ако напишам нешто што не е професионално, никој не го гледа, ама ако го фати, се плашат ли да бидат фатени или се плашат? Верувате дека се плашат. Колку цариници остана без работа? Сте фатиле нешто, се избркале? Да. Па во првата тура 16, мислам, и еден полицаец, и подоцна уште 11. Имаме постапки во оваа година, мислам дека 79 царински постапки, дисциплински постапки, мислам. Сега да не карикирам. Дисциплински постапки. Значи, видите, се бориме максимално. Навистина, со ресурсите што ги имаме, даваме се од себе. Ама малку и до вас, малку и до мене, нели? Така, добро. Значи, лично е многу. Вие стоите таму. Така. 12 сати и ако мозокот ви работи, да си отидете дома со 10 евра во джебот, значи тука нема спас. 10 по 10. 10 по 10, да. Меѓутоа, ако сте отидени, сабајле наутро, ако сте станати, ако сте отидени, да застанете и да кажете, денеска сакам да фатам дрога, нешто да фатам оружје, да направам добар царински записник, да фатам нешто што влегува во Република Македонија, а воопшто не треба да влезе, ризично е, споменавте храна, да не стигне до неговата маса, тој ќе јаде утре, неговото семејство ќе јаде. Значи највеќе е до мозокот, до тренинзите, на кои што обрнуваме сега внимание. А ги шпионирате ли? Како? Ги шпионирате ли? А вие? Па видите, јас би ги шпионирал за да знам како ми се поведуваат. Па може би јас. Добро, окей. Значи, видите, не можеме да зборуваме за толку ситни детали, а толку битни.
Така. детали и сигурно ме разбирате. Добро, окей. Ајде да се вратиме на една тема ништо што е за бизнисот многу важна. Рековте дека напредна царина секогаш ве било глас во последниве 20 на години, 21 година од 2005 повеќе се занимавам со вас, така што 21 секогаш сте биле лидер во реформите и секогаш сте биле добри во извештаите на Европската унија како институција која што можеби е една од најдобро усогласените со стандардите на Европската унија, но што ќе направите, каков проект имате, нешто спомнавте дека ќе имате проект кој што ќе ве задржи на една добра позиција, иако си сега викате дека сте во поглед на регионот одлични, но што ќе направите, каков проект имате за што е многу важен за бизнис заедницата? Пред да одговорам на прашање, мислам дека имам време да ми дозволите Има. да кажам, бидејќи кога почнавме со работава, се нафативме онака баш активно, сакавме да осознаеме какви се и на кое ниво сме во однос на прво најблиските во регионот, а потоа и со бившите Така. што се во Европска унија држави, и го направивме тоа. Со тимови отидовме, некои ни дојдоа, кај некои отидовме и разговаравме за нивна дигитализација, процесите, докај им се нашите. Кога видовме докај сме, како сме, со сета почит на сите, оние што се влезени во Европа се онака добри, Добро. навистина добри, и можеме да научиме, и секој им чест, и ни помагаат и имаме добри контакти за да ни помогнат уште повеќе да напредуваме, но пак ќе повторам, секој чест на сите, имаме одлична соработка, но не би сакал да именувам, меѓутоа 10 на 12 години ние функционираме, законски функционираме со такви системи, некој сега треба да ги допрва да ги внесе за да влезе во Европска унија. А како ќе го подобрите системите? Рековме се чека околу 3 сата за влез и околу 45 минути за излез. Како ќе се подобри? Видете, овие 3 сати се просек. Добро, Овие 3 сати окей. можат да бидат и 3 дена. Да, но Ако како имаме да се основано, подобри? Добро. ако имаме основано Збориме сега за сомневање. просекот. Како Така. после сега збориме за просеци? Така. Како со што, како ќе го направите да биде пофункционално? Со дигитализација, со проекти кои што се бориме да ги земеме, дел грантови, дел инвестиции од државата, значи покриени од државниот буџет, и имаме повеќе сега едниот е веќе имплементиран, многу битен за нас системот со грант од Република Кореја. Овој систем овозможува напредување на контролата на целокупниот увоз, извоз и транзит, како клучно во сузбивање на сивата економија и разобличување на криминалот. Дигитализацијата од овој аспект ни овозможува подобра детекција и контрола на сомнителни увози. Ова истовремено и во насока заедно во борба со корупцијата. Второ, што гледам дека ве интересира, се овозможува олеснување со овој систем. Само со овој систем се овозможува олеснување и забрзување на легалната трговија. Што за фирмите значи пократко време за царинење и помалку трошоци. Трето, само со овој исти систем се овозможува подобрување на квалитет на податоци кои понатаму ќе бидат предмет на наша анализа, за да во иднина бидеме побрзи, поефикасни и порационални. Во 26-та година исто така продолжуваме со одредени процеси на проекти што ги почнавме. Проект за реконструкција и модернизација на граничен премин Делчево. Добро. Он е финансиран со средства од Европска унија. Не, повеќе ме интересира системски како ќе ги умрежите институциите и компаниите да можат Многу е и битно. внатрешно царинење да имаат и у суштина да бидат внатрешно исцаринети и да отидат Ако им овозможиме на царинските застапници да имат подобри услови, побрзо ќе функционираат. Така. Ако се во некои баракичиња, Така, што се но системски кај што ќе поставите како во дигитализацијата, во соработката со институциите. многу битно, можеби нешто најбитно што ќе се случува, револуционерно, новиот едношалтерски систем во Република Македонија, New Single Window, тоа е значи нешто што цела Европа ќе мора задолжително да го има. Рокот е 35-та година за цела Европа. Ние
25-та година почнуваме со Кога ќе го имплементација, имплементирате? со вкупна вредност, Кога вредност планирате да го- 6,3 милиони евра, 27 година е рок на реализација. Што ќе Конечен. значи тоа? И малце да објасниме, бидејќи мене ме интересира и бизнис заедницата. Ова тоа е го проект за интересира. олеснување и забрзување на трговија Западен Балкан, значи 1,45 милиони евра се обезбедени од буџетот и 6,3 милиони се од кредит од Светска банка, што ќе возможи 17 највлијателни и најбитни институции, нема небитна институција, со сета почит на сите, него тие што се, значи што издаваат лиценци, што издаваат дозволи, фирми, податоци, сите тие фирми ќе се во еден круг. Со едно кликање на копче електронски ќе може да поднесат барање, да го платат барањето доколку има такса за него со истото кликање, значи го плаќаат и во исто време да добијат одговор дека имаат издадено барање за таа, имаат лиценца добиено, немаат лиценца, одбиени се, не се одбиени. Сето тоа се гледа во рамките на сите институции и тоа многу ќе ја убрза целата процедура, хартијата оди во заборав, шетање по институции оди во заборав, брзината, значи, ова што го збориме, брзината ќе биде на едно многу повисоко ниво и мислам дека ова ќе биде револуционарен проект кој што многу ќе помогне за развивање едноставно порационално ќе се однесуваме и поефикасно во економијата. Во економијата тоа треба 2027 да заврши. Да. И ќе го добиеме овој систем. Така. И ќе може да го користат сите. И ова го немаат дури во Европска унија го немаат многу земји, односно подобро да се изразам, дали го имаат многу малку земји. До 35-та година ние сега стартуваме до 27-та да го имаме, да сме на чисто. Од 35-та дали кога ќе станат и они компатибилни, односно Ќе се врземе. Ќе се врземе. Да, И апсолутно. дали поголем дел од проблемите што ќе имаме со патување, зборам за економскиот товарниот сообраќај, со Европската унија ќе може да се надминат, иако не можеби нема да бидеме, може и ќе бидеме во Европска унија, а можеби и нема да бидеме, сепак ќе има некои олеснување за нашите транспортери. Мислам Со дека ваков систем. Мислам дека апсолутно движиме во тој правец. И мислам дека бенефити ќе постојат. На кое ниво ќе се и колку ќе се. Од сега не можам да кажам, меѓутоа можам и убеден сум, морам да потенцирам дека одиме во тој правец и од ден на ден во континуитет. Година по година, еве нека не биде ден на ден, година по година ќе се стварат подобри услови за сите учесници во царинската постапка, за сите. Бизнис заедницата е запознаена со се ова? Да, апсолутно. Апсолутно се подготвува за да биде дел од системот. Има време, меѓутоа да, мора да е подготвена. Мора да е подготвена. Ќе има тренинзи, да дојдеме до тренинзите, ќе има и тренинзи. Сега моментално ние сме координатор како Царинска управа на овој процес. Так. Процесот е под Министерство за транспорт и врски, меѓутоа ние сме координатор на целиот За 2 процес. години, значи треба да има нешто интересно. Опипливо и интересно. Интересно. Сега уште И големо. Нешто ме интересира. Колку се користи внатрешно царинење во Македонија? Например, колку што знам, може и не мора на граница да се отиде, може и тука да се пломбира во магазини што исполнуваат услови компании што можат да бидат. Јавни царински Значи складови. јавни тука да се направи и да си отидат само буквално да поминат низ терминалите и сето тоа. Колку се користи, се зголемува, не се зголемува, бидејќи некако како во јавноста да не е присутна оваа тема околу можноста да се Тема како тема не знам колку е присутна и колку е интересна за да биде присутна, меѓутоа сите оние што на времето сметале и биле добри визионери си добиле лиценци и одобрение за овластен економски оператор, предпоставувам дека ме прашувате. И на времето, мислам дека има 29 во моментот, 29 и функционираат солидно, имаат своји имаат предимство пред другите. И тоа веќе трае со години, меѓутоа основната поента е што нивните приоритети што им се во одобрението почна да добиваат конкуренција. Не само приоритетите што ги имаат
тие бизниси и тие економски оператори по властувањето почнуваат сега да имаат зелени ленти за свежа стока, за замрзната стока, за живи животни, за Се губи инвеститори, ексклузивитетот за во суштина на инвестиции, тоа. за странски инвестиции и нивен извоз. Така да почнува тука малку да не издиференцирана целосно работата и затоа можеби не расне веќе бројот Така. на овие компании кои што се борат да бидат толку големи да извадат, да добијат едно вакво одобрување. Меѓутоа, оние што веќе го имат биле добри визионери и своите предности ги користат. Да, нека кога сме на крајот на подкастов, можеме да зборуваме за царината уште многу. Почнавме со резултатите во 25-та и со првиот месец од 26-та. Зборувавме и за порозноста на границите, зборувавме и за случајот со марихуаната кој што се уште е матен, но сакам да завршам на крајот од овој подкаст со онаа прашање колку во овој момент царината има човечки капацитет за да биде на нивото што треба да биде, односно што го очекуваме и да биде ајде да речеме уште лидер кон реформите или прилагодувањето кон Европската Унија. Бидејќи во овој момент Македонија генерално има проблеми со човечкиот капацитет, односно ги нема луѓето или оние што се квалитетни или се пострани и не сакаат да се мешаат во јавниот живот или да учествуваат во носење на одлуки или да спроведуваат одлуки. Колку царината во овој момент внимава на човечкиот капацитет? Рековме дека ги контролирате цариниците, но зборуваме и за во иднина како да се регрутира и колку имате вие внатре сила за да ги спроведувате сите овие реформи? Па ние наследивме царина старосна граница средна близу 50 години, 47-8 години беше старосна граница и тоа е не толку добар податок да се чуе, затоа што енергијата е во младите, нели? Младите се поедуцирани, подобро едуцирани од аспект на она што треба да следува во царината, дигитализацијата. Постарите кадри, секоја чест нели на постарите колеги, меѓутоа со компјутерите и со новите случувања во дигитализацијата не може да го пратат тој тек колку што може некој млад нов колега да го прати и тоа е сериозно и затоа планираме не можеме да влијаеме ние кого ќе примиме во царина, зашто тоа е отворен оглас, конкурс и има процедура по која што ќе се вработи некој, ако ги исполнува целосно општите услови за вработување. Меѓутоа, мене лично, многу ми е битно да е што помлад и да има што поголема желба да успее, ама не лично. Да успее да направи нешто за државата. И што треба да му е поентата? Ние како царинска управа, ја спомнавте и ова дрога, марихуана, во Србија. Значи, видете, може би сега се молчи за тоа, затоа што се нема доволно информации. Меѓутоа, нема да го ставиме ова вака. Видите, ке успешна институција и успешни луѓе имаат предност. Значи, падот не ги крши, туку ги подига. Тој како федер. Колку повеќе те стиска, одеднаш имаш реакција. Притисокот врши свое, меѓутоа имаш реакција, а реакцијата е многу битна. Како ќе реагираш. Така да, колку повеќе ти притискаат, толку повеќе одскокнуваш. Меѓутоа, реакцијата и одскокнувањето не треба да биде кога ти сакаш да биде. Затоа што ти, се извинувам што на ти, ама мислам дека таков муабет веќе праиме, затоа што вие, вие може би сте навидување дека тоа треба сега да е реакцијата. Добро. Меѓутоа, видувањето и мнението на многу други институции дека, а и на царинската управа, дека таа реакција треба да биде во поодредено време и во вистински моментум. А моментумот, кога ќе се случи,
на сите инволвирани што биле, ќе го почувствуваат тој моментум на вистински начин и веќе никогаш нема да им текне да го повторат ова дело, затоа што ќе бидат во соодветна институција во која што нема да можат да го повторат делото. Мислам дека ме разбравте кратко и јасно, Добро. кажано малку Завиено. метафорички. Во обланда, што би Метафорички рекол. во обланда. Добро. Така. И сега, еве го на крајето на за внатрешната контрола, секогаш не ВНД разузнавање ме интересира. Потврдила ли во вакви случаи разузнавањето, бидејќи колку што се сеќам на времето тоа беше сериозна проект царинското разузнавање со големи овластувања, не знам дали ги задржаа тие овластувања големи секторот за разузнавање кај што може да користат. Немаме сектор за разузнавање. Царинско разузнавање. Немаме Таа ние стара сектор. Значи, идеја имаме од сектор за 2005. контрола. Имаме сектор за контрола и истраги. Кој што можеше Имаме да три прави... оделенија Така? и едно од нив е како служба разузнавање. Така. Разузнавање и таму работат, добро, сега да не навлегуваме, луѓе кои што се занимаваат со тоа што треба да се занимаваат. Големи ли им се овластувањата или не им се големи овластувањата? Не, Затоа немаат што нешто. првичната идеја која се правише, мислам во 2005 беше првичната Немаат идеја ништо поголеми овластувања, Дека значи и да се вооружени и да одат низ цела Македонија и да се тоа за разузнавање, за разузнавање. Се да прават. Луѓето седат и собират и знаете што е разузнавање. А не одат има луѓе овластени со пиштоли, тоа се друг дел од секторот за контрола и истраги. Други луѓе се Така. ова, од друго оделение. Добро. Океј. Добро, задоволни сте како работи и разузнавањето и контролот? Мислам дека секогаш може подобро и убеден сум во тоа. Добро. Затоа се бориме. Добро. Тука ќе го завршам подкастов. Благодарам што бевте дел од него. Ви благодарам Се и надевам на дека вас. објаснивме дел од работите. Мене многу ме И јас интересира се надевам. дигитализацијата и идните процеси што ќе ги има. Еве ве држиме за збор дека на крајот до 2027 ќе имаме систем каде што 17 институции ќе бидат вмрежени Така. и каде што ќе се даваат, ќе има резултати за бизнисот, подобри резултати за бизнисот, односно за нивното работење, односно полесно ќе извезуваат, па да видиме, ќе ве држиме за збор, ќе И бидеме полесно тука. ќе дојдат до документите за да влезат во процесот на процесот. извоз или увоз. И се надевам дека извозот ќе биде по еве да речеме 30 минути, не 45 минути, а увозот дека нема да биде 3 часа, туку дека ќе биде еве 1 час, да. За оние што заслужиле, имаме основано сомневање, ќе биде и неколку дена. Да, окей, тоа е друго. биде и зборуваме неколку дена. За вообичаениот увоз-извоз. Окей. И тука нема лево, нема десно. Ви благодарам што бевте дел од Ви подкастот. благодарам и на вас за поканата, со задоволство ја прифатив и морам да ви кажам дека ова е прв подкаст во кој што гостувам и го прифатив со задоволство затоа што ве следев неколку пати, а и на интервјуата кога доаѓавте на изјавите кога ги дававме во Царинската управа, приметив дека читате, дека Прашувам. следите Да, прашам, и дека тоа ми е прашувате, работа. Да, а тоа ние ми е како работа. Царинска управа не се плашиме од прашање и сме целосно транспарентни, па се надевам дека ова го докажавме и сега. Да, благодарам уште еднаш. Тоа беше гостувањето на првиот Поздрав до Царин. вашите гледачи. Да, и до вас поздрав од мене. Се гледаме за 7 дена, односно со нова епизода, ќе видиме за што ќе биде. Имаме многу теми, но да најдеме адекватен соговорник и да ја одредиме темата што ќе биде актуелна во тој момент. Значи се гледаме за 7 дена, а вие секако следете не и ако не сте притиснале subscribe, притиснете, тоа многу ни значи. Секој добро, довидување.